Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Киси Менада. Во нив ќе гледате. Жителите на Мавровскиот регион денес излегува на предупредувачки протест Спас за Маврово. Дебелината е сериозен ризик фактор во борбата против COVID-19, сметаат лекарите. Денеска беше реализирано изборното собрание на Македонско-хрватското друштво, при што беа избрани членови на председателството и надзорниот одбор на друштвото. Жителите на Мавровскиот регион денес излегува на предупредувачки протест Спас за Маврово, за информирање на јавноста за катастрофалната состојба во овој регион и предупредување на надлежните институции за превземање на итни мерки за решавање на проблемите. Состојбата е алармантна. Ова е дојдено нож до коска, назад ние не се повлекуваме. Со жива сила ќе го браниме Маврово. Незадоволството кое произлегува од нерешавањето на основни комунални проблеми, урбано дивење, бетонизација, продавање на државно земјиште и национално природно богатство. Жителите на селата и викенд населбите во Мавровскиот регион го искажаа денес преку предупредувачки протест. Велат дека надлежните институции останале глуви на нивните барања за решавање на овие проблеми, а единственото решение за рушење на дивоградби се уште не е реализирано. Единствено добивме од Министерство за транспорт, тоест од градежен инспекторат, да се срушат овој 9 вили во хотел Радика, кој има донесено решение за уривање на тие диви градби. Меѓутоа, тие не го направија. Тие продолжуваат. Поради многуте проблеми, жителите со предлог во општината да има и нивен представник. Езерото е загадено до тоа ниво да нема веќе ракови 15 години. Рибата доживеа масовен помор. Имаме патна инфраструктура по која што и со джип едва се поминува за со леко ауто, да не правиме муабет. Имаме објекти кои што се оставени сами на себе заради тоа што никој за нив не се грижи, немаат вода, едноставно луѓето не доваѓаат. Имаме огромна мака. Во име на тоа предложивме подпредседател по дефолт во постоечката општина да биде човек од тука, од Мавровскиот регион, кој што ќе може да влијае колку толку да се сочува тоа што остана. Жителите реагираат дека немаат вода во летните месеци, но и кога има, таа е загадена. Дополнително револтирани се што плаќаат сметки без поставени водомери. Доваѓа по некој пат 2 сата од ноќно време, по 2-3 сата, капе помалку. Таа вода е органолептички неприфатлива, зашто е обоена од отпадоци, од оксидација на цевките и што е битно е загадена. Угостителите пак загрижени дека загадувањето на водите и уништувањето на природата ќе има штети за туризмот. Верувајте, никој нема да пие кафе, да руча или да мерачи покрај смрдлива река. Никој нема да лови риби или да весла кајак во езеро полно фекалии. И нашата приказна ќе ја снема. Колеги, инвестирајте во пречистителни станици, верувајте, бенефитот е поголем од инвестицијата. Од иницијативниот одбор на протестот велат дека доколку не се прогласи мораториум и не се исполнат нивните барања, ќе покажат граѓанска непослушност со неплаќање сметки и ќе организираат блокади на патишта. Во пресрет на Светскиот ден на борба против диабетот, 14 ноември, Средното медицинско училиште во Гостивар во соработка со Сдруженијето на диабетичари организираше настан на плоштадот. Средношколците од медицинското училиште во Гостивар се вклучија во борбата против диабетесот. Младите медицинари на штандови поставени на градскиот плоштад им мереа на граѓаните ниво на шекер во крвта, делеа летоци со совети и им подаруваа овошје со препорака да конзумираат здрава храна. Училиштето го организираше настанот по повод Светскиот ден на борба против диабетот 14 ноември. Со активностите што ги прават учениците од Средното медицинско училиште, сакаме да испратиме порака дека граѓаните треба да внимаваат на своето здравје, да се хранат здраво и редовно да го контролираат нивото на шеќер во крвта.
Превентивното делување е најважниот чекор во зачувување на здрав организам. Одбележувањето се организираше во соработка со Сдруженијето на дијабетичари, од каде нагласија дека последните години расте бројот на лица кои имаат проблем со дијабетесот и дека дополнително влијание врз големувањето има и ковид пандемијата. Моменталната бројка на ниво на Република Македонија е 220.000, додека на Гостивар и Гостиварско е 10.000, значи тоа се регистрирани. Овој хепенинг е со цел да се откријат и нови случаи, доколку ќе покаже статистиките од после хепенингот, што е плюс откриено. Порастот на дијабетот е во голема мера, значи земаат замав, се до тоа се должи на неправилната исхрана, малку и ковид ситуацијата, неактивноста, значи од страна на луѓето, и сето тоа допринесе да се зголеми бројката општо во сите општини, не само на ниво на град Гостивар. Бобаровски оценува дека Гостивар нема поголем проблем во однос на снабденост со инсулин и специјализиран кадар за грижа на дијабетичарите. Општина Гостивар, значи, е добро покриена во однос на ендокринолози и дијабетолози, значи ја водат комплетно работата како што треба. Недостиг сега за сега немаме од инсулини и терапии, инсулински што се дела, зависно дали станува збор за тип 1 или тип 2, значи на дијабетичари. Така да за сега сме едни од најдобрите градови, снабдени и обезбедени, значи без некои потешкоти. Обединети нации го официјализира 14 ноември како Светски ден на дијабетесот во 2006 година, со усвојување на резолуција, а во чест на роденденот на сер Фредерик Бантинг, кој го кооткрил инсулинот со Чарлс Бест во 1922 година. Дебелината е сериозен ризик фактор во борбата против COVID-19, сметаат лекарите. Досега во светски рамки пак се објавени и повеќе студии кои потврдуваат опасноста од прекумерната телесна тежина. Од почетокот на пандемијата, лекарите во неколку наврати ја посочија прекумерната телесна тежина или обезитас како еден од најсериозните коморбидитети кај граѓаните кои дотолку се заразат со коронавирусот, се лекуваат многу подолго, а најголем процент од нив завршуваат со смртни последици. Врската помеѓу COVID-19 и дебелината постојано е во фокус на истражувачите, а досега во светски рамки се објавени неколку студии кои потврдуваат дека луѓето кои имаат прекумерна тежина се изложени на голем ризик во битката против COVID-19. Многу јасно и гласно периодов додека се истражуваше по разни големи студии во светот се доведе во корелација, значи COVID-19 со обезитас, односно со прекумерната тежина. Имам доста студии, веќе споменам една студија што се работеше на доста голем репрезентативен примерок во Вухан, каде докажа дека 88,2% од сите пациенти што завршиле со смртни последици се пациенти што имаат прекумерна тежина. Значи висока корелација меѓу факторот на ризик на прекумерната тежина. Има исто така една студија, французите што ја работеа, тука се докажа дека 7 пати повеќе пациентите со прекумерна тежина ви се поставувани на вентилација, односно на апарат. Тоа значи дека тие пациенти завршуваат не само во многу тешка состојба, туку се крајно загрозувачко е нивното здравје. И кога се прашуваме дали сакаме, значи тука е веќе прашање на живот или смрт, треба да се размислува за овие пациенти. Се поставува и прашањето зошто дебелината представува сериозен ризик фактор во лекувањето против COVID-19. Може да се размислува за корелација обезитас со хроничните заболувања. Најчесто овие пациенти прва линија ви имаат дијабет. Кај дијабетот имаат лекови што ги примаат, лекови што се со посебни, што имаат посебни места на вржување, што се во корелација со посебни ензими, АЦ е, например, ензимот 2, вие во корелација, тука ви се вржуваат лековите што ги даваме кај дијабет. Кај овие пациенти,
тука има еден дел спорен, веќе тие ензими ви се зафатени, така да организмот, самиот имунитет представува голем проблем, се намалува, пациентот многу тешко ја поднесува таа клиничка слика и на крај завршува во хоспитални услови, да не кажам и со најнепосекуваниот исход, смрт. Друга работа, пациентите со обезитет имаат многу потешкоти при вентилација. Значи, нивното тело има помалку оксигенација, заради тоа што веќе се користи дел од самата енергија од самиот кислород за одржување на други процеси во организмот што се отежнати кај овие пациенти. И уште една причина имате тука заради која се овие поекспонирани на ковид и не само што заболуваат, брзо се влошува нивната состојба и многу брзо завршуваат како што завршуваат. Дебелината се смета за хронична прогресивна болест од која на светско ниво засегнати се околу 650 милиони возрастни лица. Денеска беше реализирано изборното собрание на Македонско-хрватското друштво, при што беа избрани членови на председателството и надзорниот одбор на друштвото. Во општинската сала во Тетово денеска беше реализирано изборното собрание на Македонско-хрватското друштво. Членовите на председателството и надзорниот одбор на друштвото беа избрани по пат на гласање. На изборното собрание присуствува и хрватската амбасадорка во Република Северна Македонија, Ниве Стигањ, како и градоначалникот на општина Тетово, Билјал Сами. Danas sam ovdje u prigodi održavanja izborne skupštine Makedonskog. Денеска сум овде по повод одржување на изборното собрание на Македонско-хрватското друштво. Тоа беше и прилика да се сретнам со новиот градоначалник господинот Касами, на кој му посакав многу успех во 4-годишниот мандат. Ова е и прилика новата градска власт и Македонско-хрватското друштво, односно Хрватската заедница во Тетово, да воспостави успешна соработка. Definiramo jedan početak, vjerujem, uspješne suradnje. Голема е честа да денеска не посети амбасадорката на Република Хрватска, земја членка на Европската унија, пријател на Северна Македонија и на граѓаните на Северна Македонија. Исто така е голема честа да бидеме домаќини на настанот на основачкото собрание, на изборното собрание на друштвото на пријателство меѓу Хрватска и Македонија. За нас хрватската заедница е многу важна, значи за градот Тетово и за Северна Македонија. Ние сме убедени дека хрватската заедница во Македонија ќе биде тој силен мост на соработка меѓу двете држави, но еден мост на приближување и на обрзување на Македонија кон процесите на интегрирање во Европската унија. Значи во тој дел ние као општинска власт ќе ги дадеме сите наши ресурси, ќе дадеме придонес да имаме блиска соработка и со хрватската заедница и со хрватската држава за да ги зголемиме активностите и да бидеме се поблиску за да побрзо бидеме заедно во една држава, тоа во Европската унија. Инаку Македонско-хрватското друштво е основано во 2002 година во Тетово. Главната цел на друштвото пак е развој и зајакнување на односите помеѓу македонскиот и хрватскиот народ. Фудбалската репрезентација на Македонија утре против Исланд ќе го одигра одлучувачкиот надпревар за влез во плей-офот за пласман на светското првенство во Катар следната година. Па секако дека овој надпревар е клучен за нас, клучен во овие квалификации. Овој тим веруваше до крај дека може да се случи да се одлучуваме сами ние, секако со малце доза на среќа, што вчера Исланд приреди изненадување кај Романија, така да сега се е во наши раце. Според мене не треба да се прави посебно тука некоја голема еуфорија, треба да се иде како на секој надпревар за да влеземе со чисти глави и за да го добиеме тој надпревар. Во фудбал нема фаворит, нема да кажеш може, тоа само за тим, дали и тим сака. Зашто индивидуални не може ти сам да кажеш може. Тоа е нормално, сите мисламе дека ќе идеме да тепаме, ама треба
за глава да идеш и да мислиш за тимот и да мислиш дека денес играме за победа и за историја да правиме уште една и затоа сите сега имаме голем мотивација и нормално идеме за победа. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Ви посакувам пријатен викенд.